Помина речиси 12 години откако првпат го посетив Дримковскиот регион, каде што ме пречекаа моите дримковци, кои ме прошетаа низ непрегледните дримковски пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритната убавина вткаена во верижните јабланичко-караормански планински венци, сончевите зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во глобочичкото дримковско водно огледало, осликувајќи ја многовековната печалбарска дримковска традиција, а мештаните ми раскажаа многу приказни за се она што е знаено и незнаено во Дримковскава регија. Помина речиси неполна година дена, кога на сам ден на Петровден во Смилевскиот многовековен манастир Свети апостол Петар и Павле, каде што бев дојден да направам нов документарен запис за ова македонско духовно светилиште, тоа 2023 господово лето, кога со Богоја Ѓоревски во неврзан разговор начелно се договоривме да го посетам неговото родно село Ташмаруништа и за него да направам репортажа, кога 10 дена пред Илинден ова 2024 господово лето, во утринските сати ми задзвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Богоја Ѓоревски кој ми велеше: Почитуван господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Богоја Ѓоревски од селото Ташмаруништа, кога на сам ден на Петровден се сретнавме во славно Смилево, ми рече. Се сеќавам, мощно добро се сеќавам, како не се сеќавам, му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на црквата Свети Аркангел Михаел, како и на манастирите Свети Димитрија, Света Мина и Света Недела, ве покануваме да ни дојдете на гости за Илинден, каде што во чест на Илинденското востание на македонскиот народ, во чест на илинденците, во чест на комитите, војводите, во чест на борците од народно-ослободителната борба на македонскиот народ, во чест на сите знаени и незнаени македонци кои ги положија своите животи на ударот на слободарска Македонија, секоја година на свечен начин си го празнуваме, со што си ја одржуваме традицијата, ем за илинденското празнување, ем и за селово моје да направиш едно убаво слико, онака како што ти умееш да го насликаш. Сето село ќе биде збрано. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Не пооди долго време, поточно речено 2-3 дена пред Илинден, ова 2024 господово лето, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број на Богоја Ѓоревски, задзвонив. Воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. Зоране, ти ли си? Го слушнав неговиот глас од другата страна на телефонската линија. Кажи им на твоите соселани дека за Илинден ќе дојдам во Ташмаруништа, му порачав. Ќе им кажам, те чекаме одамна, сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи Зоране, мощно и голем мерак, ќе им кажам уште сега. На пат за Ташмаруништа кинисав во раните утрински сати од Скопската желеничка станица со утринскиот воз кој според возниот ред секое утро поаѓа во 6 часот и 53 минути, најсетне за Прилеп, каде што со неговото возило ме чекаше мојот пријател Димче Ковиловски, од каде што се упативме во правец на Ташмаруништа и некаде плаништето стасавме во селото, каде што не пречека Богоја Ѓоревски. Почитувани мои, додека така да речам со Богоја Ѓоревски за кратко си се замоабетивме, набрзо околу нас се собраа неколкумина мештани.
Почитувани мои, пред да кај ни саме ни селото, моите домајќини ме замолија најсетне тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што нив им ги пренесувале нивните дедовци и баби, а воедно на илинденското празнување, кое во ова село се одржува 70 години, преточено во културната манифестација Илинден, во чест на Илинденското востание, во чест на најжестоката борба која се одиграла во овој регион на 5 август 1903 година, востаниците заштитувајќи го организираниот збег на населението, се повлекле кон Малесија и Дебрца, при тоа на боиштето своите животи на ударот на Слободарска Македонија ги положиле 27 востаници, од кои 7 почиваат во семејните гробишта, а 20 почиваат во заедничката гробница, која се наоѓа во дворот на црквата Свети Архангел Михаел, како и во чест на борците од народно-ослободителната борба, кои исто така ги положија своите животи на ударот на Слободарска Македонија, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, со надеж дека меѓу помладите, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, ќе ви ги пренесам во продолжение на оваа репортажа. Во периодот на отоманската владавина со Македонија, во кое припаѓа и селото Ташмаруништа, кај мештаните од ова село, како дел од македонскиот народ, се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, кој влиел да се разбуди разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија, што придонесува населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и за создавање на македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период, Балканските војни и Првата светска војна. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дел од народно-ослободителната борба. На ударот на слободата кои ги положија своите животи за слобода на македонскиот народ и за создавање на македонска држава, воедно родени во селото Ташмаруништа се Цветко Тасев, војвода во Битолскиот регион, учесник во Илинденското востание, учесник во битката помеѓу востаничките чети и турскиот аскер, која се одиграла на 23 јули 1903 година во местноста Горица, близу селото Сливово. Како битолски војвода, учествува во борбата помеѓу четите на македонските востаници и турскиот аскер кај селото Тепавци, која се одиграла во 1904 година, а во 1905 година е дел од четата на Милош Павлов, кои заедно на ударот на слободата ги положија своите животи во Дринковското село Нерилзи во 1906 година. Македонски револуционери родени во селото Ташмаруништа се Иван Василов, Глигор Тасев Крстанов, Андрија Наумов, Симон Несторов, Богдан Петрев, Петко Столев, Спасе Стрезов Трајков, Климо Цветанов и Пантелеј Томов. Овдека во селските гробишта, во, така да речам, Гробјанската црква, Свети Архангел Михаел, се наоѓаат и почивалиштата на многу комити, војводи, кои што се бореле во Илинденското востание, а еден од нив е и Ристо Наумов Тасев, роден 1886 година,
Повинал 1903 година за време на Илинденското въстание во месец август. Тука на ово вечно почивалиште почива и Цветан Наумов Тасев, кој што бил во служба, така да речем, мобилизиран во турската отоманска армија и преминал во малотурското, за време на малотурското движење во 1908 година на страната на турците и тој е погинат во 1909 година. Алілуя, 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 слава Ти, Боже. Алілуя, 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 слава Ти, Боже. Алілуя, 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 слава Ти, Боже. Помилуй не, Боже, по Твоята голема милост. Ти се молиме, послушай ни, помилуй. Господи, помилуй. Уште се молиме за упокојње на душите на починатите раби Божи Ѓоре, Ламбе, Стево, Косто, Постол, Крстан, Андрија, Целе, Ѓурѓи, Насто, Трајан, Васил, Наум, Илјо, Ефтим, Панделе, Ристо, Наум, Цветан и сите упокоени, да им се прости всяко решение, волно и неволно. Да Господ Бог да ги всели нивните души, тамо къде ще почиват праведниците. Милост Божja, Царство небесно и прошка нивните гревови, от Христа безсмъртния Цар и Бог наш, просиме. Подай, Господи. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, на духовните сили и на всекое тело, Ти, кој си ја уништил смртта и дјаволот си го поразил, а на светот си му дарувал живот, самиот Ти, Господи, упокој ги душите на починатите Твои раби, овде што ги спомнавне, и на сите од векови упокојни православни, кои почиват овде и насекаде во светот, зашто Ти си воскресение, живот и покој на починатите Твои раби, Христе Боже наш. Тебе слава Ти вознесуваме,
со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот благ и животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векове. Затоа, Христе Боже, починатите раби Твои, кои ги помладни упокој ги, како човеколюбец. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се света Богородице, за време на мојот живот не оставај ме, не предавај ме на човечко застапништво. Ти на гробот пеем, алилуја, алилуја, алилуја. Бога луѓето не може да го видат, на него не смеа ни ангелските чинови да гледат, а преку тебе се чиста, им се јави на луѓето Словото безпочетно. Него величајќи го со небеските војски, те славиме како блажена. Дозволете ви од името на културна манифестација Илинден Ташмаруништа и од жителите на нашето Ташмаруништа да ви го честитам Илинден, најголемиот празник на Република Македонија и најсветлиот датум од македонската знаменита и милионумска историја. Добре ни дојдовте на годинешно чествување во годинава кога го одбележуваме јубилеот 121 година од големото Илинденско востание и 80 години од Аснон, за да им ја одадеме заслужената почит на актерите во големата Илинденска епопеја, што се одиграла овде, токму на овие ташмарунешки простори, и да се подсетиме на херојската целодневна борба што 4 востанички чети, 2 од Ташмаруништа, 1 од Ложани и 1 од Раслајца, сите околу 140 борци, не само што прифатиле борбата со 10 пати побројниот и добро вооружен турски аскер и башибузу. А кога се закарала опасност од нови турски сили за да бидат нападнати од грб, нашите борци, штитејќи го организираниот збег од селото, се повлекуваат кон Малесија и Дебарца. Нашите имале 28 жртви, 20 борци и 8 убиени и изгорени жители, кои цели 3 недели останале непогребани, се до враќањето на селаните. 19 борци одложени и Драстајца биле погребани во заедничката гробница, а мештаните во семејните гробови. Турците имале над 50 мртви и нивни одмилалзи, па својот бес го истуриле во селото, кое го ограбиле и до темел го изгореле. Додека во славната нов, од ова село слободата ја дочекале на 20 живи учесници во македонската војска, а 6 ги дале своите млади животи. Двајца од нив се учесници од 1941 година. Чествувањето на Илинден званично во Ташмаруништа започнува во 1951 година. И еве 73 години е централна прослава на Струшката општина, а го имаме единствениот споменик на двата Илиндена. И на крајот, прогласувајќи ја манифестацијата за отворена, ви посакувам пријатен престој во Ташмаруништа. Нека ни биде честит и векови денешниот празник, големиот Илинден, и да го славиме до истребек. Амин. Ви благодарам. Нека ни е здрава и жива Република Македонија!
2000 години светиот апостол Павле на народот наш, на нашиот боголюбив и од Бога возлюбен народ, новозаветно восхвално послание му прати. Мили браќа и мили сестри, градители на првата црква Христова во Филипи, јас, Павле и моите собраќа Силуан и Тимотеј, секогаш му благодариме на Бога за сите вас. Секаде го кажуваме за пример трудот на вашата вера, делото на вашата љубов и трпението на надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос. Така што вие македонците станавте образец за сите верници. Оди од вас одекна Словото Господово и не само во Македонија и во Ахаја, туку насекаде, во секое место се пронесе славата за верата ваша во Бога. Вие, браќа, трпите големи неправди и големи маки од вашите соседи, од вашите соплеменици, како и дел од јудејците што претрпеа, од оние што го предадоа Бога, нас не изгонија и на ближниот не му угодија. И заради тоа ние ве засакавме вас и сме готови да ве го дадеме не само благовестието Божјо, туку и душите своји. И заради тоа ние, а најмногу јас, Павле, и еднаш и друг пат посакуваме пак да дојдеме при вас, оти вие сте нашата надеж, нашата радост, нашиот венец за пофалба и нашата слава. Никогаш нема да бидете во темница. Оти вие македонците се синови на светлината и синови на денот. Усредно се грижите за ближниот, си работите од Бога дадена работа, си јадете од Бога даден леп. И не сте алчни, и не сте полакомени по туѓо, како вашите соседи, вашите соплеменици што се. Не барате од никого повеќе отколку што може да даде. И заради тоа ќе ви се умножи тоа што се дели и ќе ви се наддаде тоа што ви се одзема. И затоа ќе бидете благословени од Бога и затоа Господ Бог ќе ја варди земјата ваша и плодовите на земјата ваша ќе ги варди. И затоа Господ Бог ќе го варди народот ваш и битието на народот ваш ќе го варди. И затоа Господ Бог триш ќе ве умножи и ќе ве варди сите вас, и од едните, и од другите, и од третите, и од четвртите, и од вас самите, од закана однадвор, а страф однатре ве демне. Ете зошто да се биде македонец, најпрви ни е света работа, а дури потоа проклетство и немир. Отворете го Светото Писмо и ќе видите дека ние не сме македонци само затоа што пееме, што играме, што пишуваме, што зборуваме на македонски. Македонци сме најмногу само затоа што сме распарчени и само затоа што сме онеправдани и само затоа што ден денешен страдаме на македонски. Никогаш не и се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја браневме. И до ден денешен ја немаме целата асолно од брането. Не знаеме никој полени раѓа класата пченица, никој присојни носи најдрошно грозје, ни во која ливада можеш оро да извиеш, а да не се сопнеш од гроб. Па сепак, прекрасно и од Бога благословено е што сме македонци и што сме жив нишан во светот, што можеме да одиме и да зборуваме за маките и за страдањата на нашата древна татковина. Што е праведен Ное меѓу луѓето?
Тоа сме ние македонците меѓу народите. Ускратено беше и пак велевме голем е Господ. Одземено ни беше и пак велевме непогрешлив е Господ. Само надежда ни остана и пак велиме справедлив е Господ. Патот до едно мало парче слобода го извојувавме со најмилите и најумни глави. Затоа нашите крвави траги на земјата денеска не можат, не знаат или најточно речено не сакаат да ги прочитаат оние македонци што се истакнале во апсење, прогонување, ликвидирање честни македонски патриоти, во уривање цркви и градење собствени кариери и стражарници. А имаше векови на златната боја, кога Македонија беше зацарена и разпослана на половина планета, од Пела па се до Персија, до Индија, и никој тогаш немаше дрскост да рече дека сме малољуден народ, дека сме неважна земја, дека Коминтерната не измислила, дека сме вештачка творба, а денеска на секоја шуша, на секој имбецил, на секој идиот му е дозволено да не одрекува, да не прекрстува, да не асимилира и безкрајно и безсрамно да ни докажува дека ние македонците во сушност не сме биле тоа што сме. Ние македонците никогаш досега ниту шупа, ниту плевна, ниту куќа, ниту црква, ниту манастир, ниту што да е друго со туѓ камен не изградивме. Ние македонците никогаш досега не стекнавме знаење за тоа како се прават неправедни држави и фалсификувани истории, ниту како се пустошат туѓи градови и гробови. Затоа пак имаме недоброи молитвеници кои измолија за нашиот напатен народ и за нашата распарчена земја, рајските порти секогаш да бидат отворени. Ние македонците никогаш досега не сме биле задоени во мир и имаштина. Од градите на нашите мајки никогаш не текло мед и млеко. Од градите на нашите мајки секогаш тече немир, тече пелин, тече бун. Од градите на нашите мајки тече крвта на фалангите, на непобедените, крвта на царовите, на великите, крвта на војводите, на најмилите, крвта на комитите, на најхрабрите, крвта на просветителите, на најумните, крвта на партизаните, на паднатите, крвта на уставобранителите, на масакрираните, крвта на неродените, на утре ликвидираните. Од градите на нашите мајки тече уште и немиот крик на пресечените јазици во поробените два дела на Македонија во знак на казна за изустен мајчин збор. Ете, затоа ние денеска имаме силен глас изурад најтврди уши. Пред 111 години Македонија е распарчена во Букурешт. Алчните, незаситни држави се надеваа дека ќе замре нашиот боголюбив збор, дека ќе секне нашата молитвена песна, дека ќе се скине нашето тешко оро, дека ќе изгаснат нашите бунтовни души и дека нашите мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови. Но еве, слава му и сполај му на Господа, до ден денешен сето тоа ечи, трешти, врие, клокоти се бунтува во нас и со голо око сега може да се види македонската постојбина и од Ерусалем,
i od Svetagora, i od Ohrid, i od Konstantinopol, i od Rim, i od Brisel, i od Berlin, i od Bukurešt, i od Washington, i od London. Оти Македонија не е обична држава. Да беше Македонија само обична држава и да беше македонскиот народ само обичен народ какви што се нивните, денеска немаше да има ни една прашинка од неа. Туку Македонија е икона на Балканот. Македонија е црква на Европа. Македонија е манастир на светот. Ние од себе крадевме, од залакот делевме, Европа ја градевме. Ни најблиската околина околу нас не го удостоива со должната благодарност тоа наше ретко човеколюбие, тоа наше ретко гостољубие. Иако не бил зборот единствен куршум, по зборот со камења ни фрла. Иако ни е песната единствена војна, од книгите ни ја бришат. Иако ни е црквата единствена куќа, темелите ги преткопуваат. Па сепак ние македонците, преку мртви, преку жртви, преку робие, преку гробие, преку клани, преку драни, преку ками, преку јами, преку се од други презрено и гнасно, чекориме кон лице како сонце јасно, чекориме и со сета своја душа, со сето свое срце, со сиот свој ум, на сиот глас говориме, обезправени македонци, обездомени браќа наши, распарчена татковино наша, главата горе, ние сме секогаш со вас, зашто иста мајка не раѓала, исти куршуми не гаѓале, иста ортома ни висела на вратот, иста кама ни го секла гркланот, главата горе и на многаја лета, на многаја лета древному народу македонскому, на многаја лета распарченому народу македонскому, на многаја лета благословеному народу македонскому, на многаја лета православному народу македонскому, на многаја лета Божјему народу македонскому и на многаја лета бесмертному народу македонскому.